Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se vët në emisionin Pasqyra e Shëndetit. Të flasim sot për një sëmundje siç është anemia dhe të marrim vëmendjen besoj të gjithë prindërve, sepse do të fokusohemi te anemit te fëmijët, si paraqiten anemit tek fëmijët, si mund t'i shërojmë atë dhe më e rëndësishmja sa ndikon ushqimi dhe suplementet e ndryshme për të parandaluar apo për të ndihmuar në shërimin e kësaj problematike. Të ftuar në studio kemi doktoreshën Biljana Çoneska-Jovanova, pediatër hemato-onkologe nga Acibadem Sistina. Добре ни дойдохте во нашата емисија. Добре, најдов, благодарам на поканата. Докторке Чонеска, дали може да ни објасните што е анемија? Анемија, или народски кажано слабокрвност, представува состојба на намалување на вредностите на хемоглобинот, препратено со или без намалување на вредностите на еритроцитите. Еритроцитите, тоа се црвените крвни зрнца, кои што со помош на хемоглобинот, кој што е нивен составен дел, го пренесуваат кислородот до сите ткива и органи во организмот. Недоволна количина на хемоглобин или недоволен број на еритроцити доведува до намален транспорт на кислород до сите ткива и органи и до појава на симптомите на анемијата. Повеќето видови на анемија се транзиторни, минливи и може да се лекуваат. Меѓутоа постојат еден извесен број на анемии кои што се вродени, кои што се наследни, кои што се во склоп на некои автоимуни заболувања и кои што може да причинат проблеми и потреба од консултација долготрајна со педиатриски хематолог. Анемијата може да предизвика сериозни последици по здравјето на пациентот, на детето, така да во секој случај треба на време да се диагностицира и да се лекува. Добро. Али може да ни кажете кој тип на анемија најчест во детската возраст? Во детската возраст најчест тип на анемија е феродефицитната анемија, односно анемијата заради недостаток на железо. Најчесто се должи на неправилна исхрана кај детето, односно внесување на прекомерна количина на млеко во доиначката возраст во првите 2 години од живот, кога покрај млечната исхрана е потребно воведување на разновидна храна, прецена месо и зеленчук и овошје. Месото во себе содржи железо кое што е во хемски облик, односно облик кој што најдобро се абсорбира во гастроинтестиналниот тракт, додека пак зеленчукот, посебно зелениот листест зеленчук, содржи исто така железо кое што е од нехемско потекло и кое што потешко се абсорбира во дигестивниот тракт. Заради тоа се препорачува комбинација на еден оброк од месо и зеленчук, како најдобро би се абсорбирало железото во дигестивниот тракт. Секако неопходно е витамин С, кој што ја зголемува абсорбцијата на железо во дигестивниот тракт до 70%, така да тоа би била идеална комбинација за еден добар оброк, за доволен нес на железо во организмот. Детето по раѓањето, новороденото, ако е мајката во текот на бременоста немала слабокрвност, односно имала доволни количини на железо, има доволно железо, доколку е на слободно доење, доколку е на време родено, здраво, терминско новородено, некаде до 4-тиот, 6-тиот месец по раѓањето. Од 6-тиот месец натаму се зголемени потребите, нема и веќе доволно тоа железо од мајчиното млеко и затоа треба да се почне со дохрана. Секако треба да се почне со внес на месо, во овој период внес на зеленчук, внес на овошје, во договор со матичниот педиатар кој што ќе им ги објасни начините на здрава исхрана кај доенчето. И секако многу се битни периодите на интензивен раст и развој кога се зголемени потребите за железо и треба да се внимава на една уравнотежена и балансирана исхрана. Овој вид на анемија најчесто кај предшколските деца, 46% од сите анемии до 5 годишна возраст отпаѓаат на феродефицитната анемија.
Покрај дефицитот на железо, исто така треба да се напомена дека многу често диагностицираме дефицит на витамин B12 и фолна киселина, кои што се исто така многу битни за синтеза на црвените крвни зрнца, и недостатокот на B12 се враќа во фокусот на вниманието во последниве години заради се почестиот тренд на веганска и вегетаријанска исхрана кај мајките, кои што ја пренесуваат и на своите деца, а знаеме дека B12 витаминот го има само во храна од животинско потекло. Значи во месото, и е неопходно за синтеза на црвените крвни зрнца, исто така е многу битен за миелинизација на централниот нервен систем. Така да недостатокот на B12 води кон хематолошки проблеми и невролошки проблеми. Значи кај едно доенче, кај кое што немаме доволно B12 витамин, имаме една анемија која што ја нарекуваме медулобластна анемија и имаме невролошки проблеми. Тие деца се хипотони, односно имаат намален тонус на мускулатурата, млитави се, може да имаат тремор, односно тресење на рацете, може да имаат некои други пореметувања на фината, на грубата моторика, и ако на време не се препозна и ако на време не се лекува, може да доведе до трајни невролошки проблеми. Веќе во некои земји во светот се прават студии за воведување на скрининг кај новородени за детекција на недостаток на B12, бидејќи тој може да биде присутен уште во текот на бременоста и да се диагностицира на време кај новороденото, за да на време би се почнала суплементацијата, односно третман. Добро, каде може да го најдеме витаминот B12 за сите мајки, може една Витаминот B12 го има во продуктите од животинско потекло, значи најмногу го има во месото, во јајцето го има, во млечните производи, али пред се во месото. Добро. Верувам дека сите родители би сакале да знаат како може да препознаат дека нивното дете може би има анемија, како изгледа едно дете со анемија? Па прво што приметуваат родителите е бледило кај детето, бледило на кожата и на слузниците. Следните симптоми се малаксалост, невојност, губиток на концентрација, потоа може да се забележи кашливост на ноктите, истенчување на косата. Доколку се работи за одреден вид анемија, може да има жолтило на склерите, односно белките на очите, жолтило на кожата. При потешки анемии може да имаме зголемување на црниот дроб и на слезинката, па родителот приметува дека домешето на детето е подуено. Во потешките случаи на анемија може да има забрзано отчукање на срцето, отежното дишење, може дури и отоци да се јават, тоа веќе во запуштени случаи. Првиот симптом е бледилото. Меѓутоа, многу често кај некои деца постепено настанува анемијата, така да родителите и него забележуваат тоа бледило. Ќе отидат на лекар за некоја инфекција или за редовна вакцинација, и тогаш матичниот лекар забележува бледило кај детето и ги назначува потребните испитувања. Добро, обично колку време треба да траат овие симптоми за, или како препорачувате вие, кога треба родителите веднаш да се јават на лекар? Чим ќе забележат бледило кај детето, намален апетит, неволност, некојаш може да јадат и работи што не се за јадење, може да го лупат зидот, да јадат малтер, да јадат песок, бидејќи им недостасуваат микроелементи кои што ги има во овие продукти, што не се за исхрана, така да во секој случај треба тогаш да побараат консултација со матичниот лекар. Добро, вие сте педијатар на Аџибадем, од клиниката Аџибадем Систина. Дали може да ни кажете нешто повеќе како оди целото диагностицирање на анемија? Првично анемијата се диагностицира со правење на крвна слика која што го ги покажува вредности на хемоглобинот и еритроцитите. Обично хемоглобинот е намален, а еритроцитите, како што кажа, во зависност од типот на анемијата може да бидат покачени или намалени. Секако тука се и некои константи кои што ги гледаме ние хематолозите, да не ве оптеретувам со тоа. Многу битен параметар е бројот на ретикулоцити, тоа се млади крвни елементи кои што се показател како функционира коскината срцевина и дали е стимулирана коскината срцевина од намалена вредност на хемоглобини и еритроцити.
Многу е битна и периферната размазка, значи се зема капка крв, се размачкува на стакленце, се бои, се гледа под микроскоп и на нас педиатриските хематолози ни е многу битно да ја видиме формата на еритроцитите, дали се исполнети со хемоглобин, дали имаат иста големина или различна големина и само врз основа на тоа можеме да предпоставиме за каков вид на анемија се работи. Исто така многу е битно да видиме и морфологијата на белите крвни зрнца и видот на белите крвни зрнца, бидејќи некогаш во периферната размазка може да се наоѓаат и малигни клетки, така да може и тоа да биде причина за една анемија. Значи тоа што им останува на сите родители е да се јават веднаш на вас и да ја остават целата работа. Да. Исто така, доколку врз основа на ова не можеме да ја поставиме дијагнозата, тука понатаму се прават и дополнителни исследувања, секако серумското железо се проверува, резервите на железо преку феритинот, носачот на железо, трансферинот, заситеноста на рецепторите на трансферинот, потоа се проверуваат хепаталните проби, дали имаме покачени вредности на билирубин, бидејќи при некои хемолитични анемии може да имаме покачени вредности, имаме покачени вредности на хемоглобин. Потоа, доколку се сомневаме за некоја вродена хемолитична анемија, исто така се прават испитувања во однос на ензимите, во однос на осмотската резистенција на еритроцитите и на крај, доколку сите овие исследувања не ни ја дадат дијагнозата, правиме испитување на коскената срцевина, тоа се нарекува миелограм и може да биде аспирациона биопсија на коскена срцевина, кога повторно се прави препарат на стакленца, се бои и се гледа под микроскоп, или пак се прави трепана биопсија при која што добиваме материјал од коскена срцевина која што се анализира во патохистолошка лабораторија. Добро, докторка Билјана, ќе одиме со кратка пауза и потоа се враќаме во студија. Шкапутеме прат част е публицитет, реклами пас пак qëndroni me ne. Jemi rikthyer në studio dhe jemi duke folur për anemitë tek fëmijët. Në këtë pjesë të dytë jemi me doktorkën Biljana Çoneska-Jovanova, pediatre и хематоонкологен Гаджибадем Систина. Докторка Билјана, дали може да ни кажете, верувам дека постојат неколку видови на анемии, колку групи на анемии постојат? Анемиите вообичаено ги делиме спрема начинот на настанување на три големи групи. Првата група се анемии кои што се должат на неефикасна еритропоеза, односно неефикасно создавање на црвени крвни зрнца во коскината срцевина. Една од тие групи веќе ги спомнавме, тоа се нутритивните анемии заради дефицит на витамин B12, железо и фолна киселина. Тука може да дојдат во обзир и другите витамини од Б групата, А витаминот, Е витаминот, бакарот, како микроелемент. Потоа, втората група на анемии кои што се должат на неефикасна еритропоеза се апластичните анемии, кои што може да бидат вродени и стекнати. И потоа имаме уште една група на анемии која што се должи на инфилтрација на коскената срцевина со малигни клетки, тука спаѓаат леукемиите, потоа солидните тумори може да инфилтрираат коскената срцевина со малигни клетки и уште една група имаме анемии кои што се должат на токсично влијание на материја од надворешната средина, како што е радиоактивното зрачење, потоа токсичните ефекти на оловото, потоа може да биде кај деца кои што примаат хемотерапија и така натаму. Втората голема група на анемии се хемолитичните анемии или анемии заради зголемен распад на еритроцити. Што може да биде причина за тоа? Една голема група на хемолитични анемии се хемоглобинопатиите, односно анемии кои што се должат на создавање на неквалитетен хемоглобин заради што имаме распад на еритроцити. Во Македонија таков вид на анемија бета-таласемијата. Околу 2% од населението во Македонија е носител на генот на бета-таласемија и овие пациенти имаат една блага анемија која што се карактеризира со нормални вредности на серумско железо. Многу личи на феродефицитната, односно анемијата заради дефицит на железо, така да многу често тешко се разпознава само врз основа на крвна слика. Овие пациенти не треба да примаат дополнително железо, освен во периоди кога
имаат, да речеме, девојчиња појачени менструални крварења или пак и деца кои што имаат послаб апетит или некаква лоша апсорбција, тука би требало да се додаде железо, иначе вообичаено нема потреба од железо. Проблем имаме кај децата кои што имаат мајорна форма на оваа болест, кои што ги наследиле двата гена, едниот од мајката, едниот од таткото, и оние имаат она мајорна форма на бета-таласемија која бара трансфузија на еритроцити секој месец. Така да секој месец доживотно треба да примаат трансфузија на крв. Со секоја трансфузија внесуваме вишок на железо и тука е потребно и хелаторна терапија, односно препарат кој што ќе го врзе високот на железо, ќе го изфрли од организмот. Се разбира, можно и излекување комплетно со трансплантација на коскина срцевина, доколку се најде хајла идентичен донор, се прави алогена трансплантација на коскина срцевина и вообичаено ако е успешна трансплантацијата, понатаму немаат потреба од трансфузија на крв. Друга група на анемии, во оваа група на хемолитични анемии се анемиите заради дефицит на некои од ензимите во еритроцитите. Во Македонија имаме дефицит на гликоза 6-фосфат дехидрогеназа. Оваа форма на анемија практично се пројавува доколку има некаков провоцирачки надворешен фактор, тука спаѓаат инфекциите или пак внесување на одреден вид на храна, како што е, да речеме, некои видови на лекови, фава, гравот, нафталинот и така натаму. И третата група на анемии се должат заради пореметена структура на мембраната на еритроцитот или мембранопати, најчеста е сфероцитозата. И третата голема група на анемии се анемии заради крварења, акутни или хронични крварења. Од акутните крварења во детската возраст чести се епистаксите или крварењата од носот, кои што може да бидат повторувачки, обилни, може да доведат до анемисирање кај децата, а додека пак хроничните крварења обично се окултни, односно невидливи и најчесто од дигестивниот тракт. Не ги забележуваат родителите и потребно е лекарот да направи испитувања за да диагностицира дали има крварење преку столицата. Добро, верувам дека сите родители сега ќе ги интересира како оди целото лекување на анемијата, дали може целосно да се излекува? Лекувањето на анемијата зависи од типот на анемија. Најлесно се лекуваат анемиите заради нутритивен дефицит. Тука спаѓаат железодефицитната анемија, анемијата заради дефицит на витамини и минерали. Железодефицитната анемија се лекува вообичаено со железен препарат, 4 до 5 мг на килограм телесна тежина и секако треба да се даде дополнително витамин С, бидејќи претходно напомнав дека витаминот С ја подобрува апсорбцијата на железо. Препораките се железниот препарат да се земе на гладно, меѓутоа ако детето не го толерира, може да се земе и после оброк. Меѓутоа, многу е битно да С витаминот се земе половина час пред внесувањето на железниот препарат, како би се подобрила апсорбцијата на железо. Секако, многу е добро ако може детето да испие една чаша цеден портокал половина час пред внесување на железен препарат. Доколку утврдиме дека имаме дефицит на B12 фолна киселина, секако во терапијата ќе ги внесеме и овие витамини. Меѓутоа, многу значајно е да се промени начинот на исхраната, бидејќи најчесто причина е неправилната исхрана. Значи, секако еднаш во денот да има оброк со месо, најмногу железо има во телешкото месо, мисиркиното месо, во пилешкото месо има помалку железо, рибата има доста железо и морските производи. Листеци железок спомнав дека има исто така нехемско железо, меѓутоа комбинација со месото секако дека добро ќе се ресорбира. Меѓутоа битно е дека во листеци од зеленчук има и фолна киселина,
која што кажав дека е неопходна синтеза на црвените крвни зрнца. Меѓутоа, не треба да се претерува во термичката обработка на листестиот зеленчук, бидејќи фолната киселина е термолабилна, така да при претерано варење може да се уништи повеќе од 50% од содржината на фолна киселина. Покрај тоа има продукти кои што ја успоруваат апсорбцијата на железо, тука спаѓаат млечните производи, калциумот ја успорува апсорбцијата на железо, фитатите кои што се наоѓаат во пченицата и житните растинја и полифенолите во чаевите и кафето. Значи сите овие продукти што ги набројав треба најмалку 2 часа пред оброк со зеленчук и месо или 2 часа после тоа, да не се комбинираат во исто време, да се внесуваат овие производи што ги набројав, млечните производи, пченичните производи и чаевите, да се комбинираат со оброк на зеленчук со месо. Јајцето исто така е добар извор на железо, во жолчката од јајцето има железо, гравот, леќата имаат исто така железо, имаат и фолна киселина. Потоа треба да се зачини со природни зачини, магданосот, целерот, копарот имаат одлична комбинација на С витамини и железо, така да добро да се зачинат, да се избегнуваат вештачки зачини кои што ги имаме сега во огромна понуда во маркетите. Лимонот е одличен зачин за салати, природен, а има доста С витамин. Наместо оцет да се зачинат со лимон. Како може со суплементите да ја комбинираат храната? Дали треба пред оброк, после оброк да ги земат? Најдобро е пред оброк на гладно, меѓутоа кажав дека ако не може да ја толерираат, може да се земе и после оброк. Добро. Дали може да не кажете која е прогнозата на анемиите? Каква прогноза давате ви? Прогнозата на анемиите повторно зависи од типот на анемии. Нутритивните анемии имаат одлична прогноза ако се диагностицираат на време и ако се третираат како што треба. И ако се смени начинот на исхрана. Јас секогаш на моите пациенти им велам, не е доволно само да ви препишам железен препарат и витамини, потребно и вие да се потрудите да ја промените исхраната на детето. Пациентите знаат да ми кажат, ама знаете, ништо не е, да многу е тешко тоа, ќе се трудите, бидејќи тоа е маратон. Нема да се смени исхраната за ден-два, ќе се потрудите за месец, 2, 3, верувајте дека ќе се смени начинот на исхрана и детето ќе почне да ја прифаќа храната која што ќе му биде понудена. Значи треба да бидат трпеливи родителите. Трпеливи и упорни. Значи не е само да се препише терапија, него мора да се смени начинот на исхрана, зашто тоа е долготрајна инвестиција во нивниот живот. Така да за да имаме здрави деца, да имаме здрави возрастни луѓе, потребно да имаме здрав начин на исхрана и здрав начин на живот. Добро, но дали е можна превенцијата на анемиите? Можна е на нутритивните анемии. А анемиите кои што се вродени, наследни, кои што се должат на некои хронични заболувања, тешко се превенираат, меѓутоа може да се контролираат, заради тоа е потребна редовна посета на педиатриски хематолог. Добро, каква грижа им нудите вие на сите пациенти кои се обраќаат кон вас, кон Аџибадем Систина? Во можност сме да ги диагностицираме сите видови анемија и да ги третираме, така да секако и совет за исхрана да дадеме, во секое време се добре дојдени, може да закажат преку кол центарот, така да добре дојдени се ако имаат некаков проблем во врска со анемиите, да ме побараат и да професионален тим. Да. Секако. Докторка Билјана, ние стигнавме до крајот на нашата емисија. Би сакала од вас една порака до сите наши гледачи. Како да го чуваат здравјето на нивните деца, сите родители? Па децата се нашето најголемо богатство, така да мора да водиме грижа за нивното здравје, а за да бидат здрави, пред се треба да се хранат правилно. Секако морат да читаат многу родителите. Сега имаме можности, портали за начин на исхрана, кои намирници ги користат и сето тоа. Меѓутоа, секако тука се матичните педиатри, кои што во секое време им се на располагање на пациентите, да и треба при секоја посета на ординацијата да побараат совет ако не им е нешто јасно за исхраната и негата на нивното дете.
Им препорачувам да ги послушаат советите околу исхрана. Секако и мајките трудници треба да внимаваат на начинот на исхрана, бидејќи уште во текот на бременоста, доколку постои анемија кај мајката, таа ќе му даде, јас стално така викам, недоволно мирос на своето дете во вид на железо, во вид на B12. Сме имале случаи да се роди новородено со дефицит на железо, со дефицит на B12, заради тоа што и мајката во тек на бременоста не внесувала доволно. Значи, првенствено треба мајката во текот на бременоста, па и пред бременоста, кој ќе реши да остане бремена, да се храни правилно и во текот на бременоста да се храни правилно, а секако и понатаму да внимава за исхрана на своето дете, бидејќи тоа е огромен влог во иднината, во здравието на незиното дете. Се така. Јас ви благодарам многу што бевте дел од нашата емисија. Ви благодарам и вам на поканата, ме беше задоволство. Shikues të nderuar, ne me ka që përmbyllim emisioni për sot. Faleminderit për vëmendjen, bashkë miru papshim.